Беше тоа на 31 декември 1898 година, кога во Софија умрел Јосиф Ковачев, учител, педагог, основоположник на современото школство во Македонија, еден од најобразованите луѓе во Македонија во тоа време. Роден бил во Штип на 14 јануари 1839 година. На 31 декември 1902 година, според турски извештаи, поради антидржавна дејност, во Скопје се затворени 861 христијанин. Беше тоа на 31 декември 1930 година, кога во Скопје е роден Ацо Јовановски Снагата, македонски филмски, театарски и телевизиски актер, еден од легендите на македонската драмска сцена. Тој е од првата генерација на дипломирани актери. Во неговата богата кариера има одиграно 10 до 12 врвни улоги, како во македонските, така и во југословенските представи и филмови. Филмската кариера ја започнала со улогата во првиот македонски филм Фросина во 1952 година. Според неговите актерски остварувања може да се окарактеризира како актер кој успешно и подеднакво се снаоѓа во толкувањето улоги во комедии, историски драми и филмови со современа тематика. За нив има добиено многу награди, за животно дело, за роли и еден орден за труд. Тој е единствениот македонски актер кој заедно со Петре Прличко ја има добиено наградата Славица. Почина на 18 март 2016 година во Скопје. Беше тоа на 31 декември 1941 година, кога во Струга спроти новата 1942 година е испеана познатата песна "Денес над Македонија се раѓа", денешната химна на Република Македонија. Автор на текстот е Владо Малевски, а автор на музиката Тодор Скаловски. По завршувањето на Втората светска војна е усвоена како По завршувањето на Втората светска војна е усвоена како химна на Социјалистичка Република Македонија, а на 11 август 1992 година со закон е прогласена и за химна на независна Македонија. Беше тоа на 31 декември 1946 година, кога Македонија се конституира под името Народна Република Македонија во рамките на Федеративна Народна Република Југославија. Беше тоа на 31 декември 2019 година, кога во Белград почина Радко Јанев, македонски атомски физичар и член на Македонската академија на науките и уметностите. Професор доктор Радко Јанев е роден на 30 март 1939 година во Свети Врач, денес Сандански, Пиринскиот дел на Македонија. Гимназија завршил 1957 година во Скопје, а во 1963 година дипломирал на Електротехничкиот факултет, група Техничка физика на Универзитетот во Белград. Од 1981 година работи како научен советник во Институтот за нуклеарни науки Борис Кидрич во Винча. Професор доктор Радко Јанев во 1993 година помогна во процесот на зачленувањето на Македонија во Меѓународната агенција за атомска енергија.